Почитувани, правната држава е мисловна именка во Република Македонија. Правдата не постои во Македонија. Судството е целосно ставено во функција на политичка пресметка на неистомисленици. Сите процеси се водат врз политички факти. Следува споредба според судските процеси актуелни, тенк и подкуп. Тоа ќе покаже како функционира ослободеното судство откако дојде животот. На почеток, случајот подкуп стартува уште во 2013 година, кога заради сомневање за коруптивни кривични дела се бара дозвола од надлежните органи преку посебни истражни мерки и е документирано барање подкуп од Зоран Заев, тогашен градоначалник на Струмица. Целата јавност потоа можеше да го види како бара 1 евро за себе, што би требало да биде платено кај вице, и 1 евро за црквата по метар квадратен, и тоа за приватизација на државно земјиште. Станува збор за стотици илјади евра. Од друга страна, случајот Тенк почнува 4 години подоцна во јануари 2017 година. Случајот е почнат врз основа на незаконски стекнати прислушувани разговори, чија автентичност никогаш не е потврдена, бидејќи не постои оригинал кој што би се вештачал. Случајот Тенк, во кој се обвинети Никола Груевски, Гордана Јанкуловска и Ѓоко Поповски, се базира исклучиво врз предпоставка дека Никола Груевски ги поттикнал Јанкуловска и Поповски да набавеле блендирано возило за да може тој да се вози во него. Противправна имотна корист не остварил никој, штета на државата не е направена, бидејќи Мерцедесот што е набавен се уште е во сопственост на владата и во него се возат високи функционери од актуелниот картел на власт. Одиме со втора споредба. Обвинителен акт. Обвинителниот акт за случајот подкуп од страна на партиското обвинителство за кое СДСМ обвинуваше дека е под контрола на ВМРО ДПМН е поднесено во јуни 2015 година. Повеќе од 2 години откако е поднесена кривична пријава и отворена истрага. На крајот јавниот обвинител го преквалификуваше обвинението само за да се изземе снимката добиена законски со посебни истражни мерки и сега ги убедуваат граѓаните дека не го виделе тоа што го виделе и дека не го слушнале Заев како бара подкуп. Обвинителниот акт за Тенк е поднесен 6 месеци по отварањето на истрагата, односно во јуни 2017 година. Одиме споредба според динамиката на рочиштата. Првото рочиште за случајот подкуп е закажано во јануари 2016 година, 6 месеци по обвинителниот акт и веднаш потоа одложено за март. Пред да биде закажано првото рочиште, претходеа изјави од Зоран Заев во кои што јавно го понижуваше судот. Велеше дека не го признава и дека нема намера да се пријавува редовно, односно да ја почитува определената мерка. Следуваат најмалку 12 одложени рочишта. Прво, Заев беше на службен пат, па адвокатите му патуваа, па Заев беше во Тирана, па во Сараево, па потоа на познатата средба со италијанскиот амбасадор. Во април 2017 година судењето беше одложено за во мај, а откако Заев од лидер на опозиција стана премиер, судењето се одлагаше и заради отсуство на судиката. Потоа следеше одложување заради посети во странство, па немање услови за прегледување на легално снимениот момент на барање пари. Рочиштата во подкуп траат кратко и судот не си го пречекорува работното време. Рочиштата за предметот Тенк се закажуваа експресно, за правата на одбраната соодветно да не може да се подготви. Судиката Добрила Кацарска закажуваше и по 4 рочишта неделно, рочиштата траја од утро до мрак, па дури и по 12 часа. Не се водеше сметка ниту за барањата за изземање, ниту за суштински приговори. Следуваа закани за стражарни приведувања, дури и ако се доставуваа уредни лекарски уверенија. Следува уште една споредба. Завршни зборови во овие два процеси. Завршните зборови за случајот подкуп се одржаа на 15, а завршните зборови за случајот Тенк се закажани за денеска 17 мај. Траењето на целата постапка во првиот случај подкуп е цели 3 години, а во случајот Тенк 1 година. Да не забораваме дека случајот подкуп е многу поедноставен, со еден обвинет за разлика од тројца обвинети во случајот Тенк. Случајот подкуп е со една снимка која е законски прибавена со посебни истражни мерки, а случајот Тенк со повеќе снимки кои се незаконски прибавени. Случајот подкуп е со еден сведок, а во случајот Тенк мора да бидат сослушани 40 на сведоци. Тоа што го говореа сведоците во случаите е посебна споредба. Сведочења.
Во случајот подкуп, сведокот го потврди кривичното дело и барањето подкуп. Кажа дека Заев му барал 1 евро за вице, 1 евро за партијата и 1 евро за црквата. Во случајот Тенк беа повикани околу 40 на лица, 15 на сведоци на СЈО и уште 20 на одбраната. Сите без исклучок, сите сведочија контра обвинителниот акт. Посочија дека претходните блиндирани возила не можеле да ги задоволат законските безбедносни потреби. Сведочија дека мора да се набави ново возило. Сведочија дека постапката е целосно согласно законот. Сведочија дека МВР дури и не морало да распише тендер. Сведочија дека не е фаворизирана ниту една компанија бидејќи било кој импортер можел да понуди возило соодветно на барањата. Сведочија дека немало контакти меѓу МВР и компанијата што го добила тендерот. Сведочија дека не била побарана нереална маржа и дека практично никој не остварил некаква противправна корист, ниту е направена некаква штета. Почитувани, двата процеси и подкуп и Тенк влегуваат во финиш, иако едниот е почнат 3 години порано, со еден обвинет и со црсти докази ќе заврши практично во исто време со вториот. За првиот СДСМ врискаше дека бил воден во време на режим, а за вториот молчи. Во првиот јавниот обвинител го преквалификуваше обвинението само за да се изземе снимката добиена со законски начин, со посебни истражни мерки и сега ги убедуваат граѓаните дека не го виделе тоа што го виделе и дека не го слушнале Заев тоа што го бара. Во вториот се игнорира Европската конвенција за човекови права и одлуките на Европскиот суд за човекови права. Не верувам дека некој би прифатил да се обложува како ќе завршат овие два судски процеси. Сите се сомневаат на однапред договорен надпревар во кој што секој ќе го добие тоа што не го заслужува. Но постои голема можност единствен добитник да биде судиката Добрила Кацарска, која фигурира и во двата предмети со тоа што ќе го добие местото за кое што конкурираше, а тоа е председателка на апелацијскиот суд. Тоа што се случува сега во судот е неправда која што мора да прекине. Ви благодарам.